Министерот Таравари е подготвен да не го потпише договорот доколку јавноста се противи и во случај владата да укаже на пропусти за катната гаража на клинички центар. Зошто на овој тендер се јавила само албанската компанија Ѓока Construction и дали министерот го разгледал портфолиото на истата компанија, Таравари со став. Јас не се разбирам од тоа и да ми дадете портфолио, не ме ни интересира тоа, меѓутоа не е за 20 години, чисто да ви кажам. Значи, по физибилитетот е предвидено да биде за 20 години. Меѓутоа, во меѓувреме, имаме одлука на влада дека паркингот може да се користи додека клиничкиот центар е тука. Јас лично мислам дека клиничкиот центар тука нема да биде повеќе од 7 до 8 години. Значи, како ќе биде подпишан тој договор? Ние сме го ставиле... Ако јавно-приватно партнерство треба да имате рок и рамка, ние сме го ставиле и тоа како услов. Според податоците на бизнис мрежа, акционерското друштво Ѓока Construction Тирана е основано на 4 мај 2022 година и е подружница на истоимената фирма од Албанија, која постои од 1994 година. Рок Ѓока е овластено лице. Во 2023 година фирмата Ѓока Construction немала приходи, туку само расходи од околу 88.000 денари. Фирмата во Албанија, според јавно објавените податоци, во 2023 година има остварено профит од 33,8 милиони евра без пресметаниот данок. Доколку се потпише договорот, Ѓока Construction ја има обврската да изгради катни гаражи за 6 месеци до 1 година. Во огласот се предвидува приватниот партнер да изгради 2 катни монтажни гаражи, да стопанисува со целиот паркинг на клинички, за возврат пак државата да добија само 1% од вкупните годишни приходи. Според премиерот Мицкоски, владата се уште нема донесено одлука, но таа одлука ќе се базира на тоа што го содржи тендерската документација. Фирма која што нема бонитет, нема кредибилитет, ниту технички карактеристики, нема да биде избрана, рече Мицкоски. За СДСМ договорот е крајно сомнителен и отвора сомнежи за корупција. СДСМ бара министерот Таравари да одговори колков е неговиот личен интерес во ова, изразен во проценти. Постои ли провизија од оваа сомнителна сделка? Цената за паркирање би се зголемила од 30 на 50 денари на час, додека проценетата вредност на договорот е 10,3 милиони евра. Со години наназад, граѓаните се жалат за хаосот во паркингот на клинички центар. Велат дека е потребно да тргнете неколку часа порано за да стасате навремено на терминот кој го имате закажано. Ваква е сликата која секојдневно ја живеат луѓето кои мораат да го посетат клинички. Голем дел чекаат со часови, барајќи паркинг место, дел неволно го напуштаат со намера следниот ден да дојдат, што не е нималку лесно доколку имате закажано термин и доаѓате од друг град.